Беше тоа на 11 март 1903 година, кога Јордан Варналиев водел битка со турската војска во селото Карбинци Штипско и се самоубил со последниот куршум, за да не падне жив во рацете на джелатите. Роден е во 1883 година во Велес, тогаш Османлиската империја. Племеник на револуционерот Петар Михов. Завршува 4 клас во бугарската машка гимназија во Солун. Влегува в Моро и заедно со својот брат Диме се меѓу првите револуционерни дејци во Велес. Од 1901 година е четник, а подоцна организатор и војвода во Кратовско. На 11 март 1931 година во Скопје е роден Драган Ѓаконовски Шпато, џез музичар, диригент, музички аранжер, кој починал на 3 јануари 1987 година во Скопје. Беше тоа на 11 март 1931 година, кога во Куманово е роден Драгутин Аврамовски Гуте, македонски академски сликар и графичар. Тој е еден од првите македонски апстрактни сликари и има особен придонес за развитокот на современиот графички израз во Македонија. Се занимаваше и со сценографија и илустрација. Умре во Скопје на 12 септември 1986 година. На 11 март 1941 година починал Јосиф Михајловиќ Јуруковски. Тој бил градоначалник на Скопје и творец на најкапиталните архитектонски објекти во градот. Градскиот водовод од изворот Расчека и селото Радуша, хидроцентралата матка на реката Треска, зградата на Собранието на Република Македонија, старата железничка станица во центарот на Скопје, зеленото пазарче до зградата на парламентот, офицерскиот дом, старата зграда на Народната банка на Македонија, градскиот парк и зоолошката градина. Погребната поборка ја следеле повеќе од 15.000 скопјани. Церемонијата траела околу 5 часа, а прославни говори за животот и делото на Јосиф одржале повеќе од 20 лица. Во хрониките останало запишано дека поборката ја следеле голем број граѓани облечени во мијачки народни носии со бечви, минтани и црни кечиња. Беше тоа на 11 март 1945 година, кога во Македонија почнале првите слободни избори за селски, градски и околитски народно-ослободителни одбори. На овие избори, кои траеле до 25 март, за прв пат гласале и жените, лицата со навршени 18 години и сите припадници на Југословенската армија. На 11 март 1992 година, за прв пат во караулата Рамна Нива се развиори македонското знаме кое го подигна Драги Митовски, војник на територијалната одбрана, а караулата ја прими по стариот водник Сонко Ангеловски и влезе во историјата како прв старешина на македонската армија која ја презеде караулата од својот претходник, старешината на сојузната војска Радослав Милошевиќ. Беше тоа на 11 март 1996 година, кога Република Македонија била примена за 39-ти равноправен член во Северноатланскиот совет за соработка. На 11 март 2002 година почина Илија Милчин, македонски глумец, режисер, лингвист и преведувач, почесен член на Друштвото на писателите на Македонија. Роден е во Прилеп на 19 јуни 1918 година.